Како полуфабрикат за добивање на ладно-валан, поцинкуван и пластифициран лим, се користи топловалана лента во вид на котури. Топловаланата лента од валалницата за ленти преку бескрајна лента конвеер доаѓа во валалницата за ладно-валан лим. Котурите од вертикална положба се превртуваат на превртувачот во хоризонтална положба. За да се добие ладно-валан лим, материјалот треба да помине низ неколку постројки со разни технологии и фази на преработка. Најпрвин, топловаланата лента треба да се подготви за ладно валање. Имено, со технологијата на лужење треба да се отстрани коварината од површината на топловаланата лента. За таа цел постојат две лужилници со сулфурна и хлороводородна киселина. Конструкцијата на овие две лужилници е слична. Подготвените котури за лужење се поставуваат на влезниот одмотувач, а предниот дел на секој котур влегува во процесорот. Во процесорот се наоѓа систем од валци, така наречен кршач на коварина. Топловаланата лента се прекршува меѓу валците и на тој начин се врши механичко отстранување на дел од коварината. Бидејќи процесот во лужилниците е континуиран, а за да се овозможи тој континуитет, котурите меѓу себе се поврзуваат со електроотпорно заварување. Заварувањето се извршува на машина за заварување. За обезбедување синхронизација меѓу влезниот и излезниот дел на лужилницата со сулфурна киселина има јама за резерва на материјал, а на лужилницата со хлороводородна киселина за тоа постои така наречен хоризонтален лупер. Подготвената топловалана лента влегува во кадите со лужина. И во двете лужилници има по 4 кади. Тие се од челична конструкција обложени со киселоотпорна керамика. Битна разлика меѓу двете лужилници е во употребата на хемиското средство за отстранување на коварината. За таа цел, во едната лужилница се употребува сулфурна киселина, а во другата хлороводородна киселина. Во зависност од концентрацијата на киселината, зависи и квалитетот на лужината. Концентрацијата на сулфурната киселина во кадите изнесува од 8 до 23%, а на хлороводородната од 3 до 11%. Таа се зголемува од првата кон четвртата када. Активноста на лужината се зголемува со загревање. Температурата на лужината во кадите со сулфурна киселина изнесува од 96 до 100 степени Целзиусови, а на хлороводородната киселина од 95 до 70 степени Целзиусови. Лужината се подготвува во четвртата када со додавање концентрирана киселина во водата. Таа протекува од четвртата кон првата, а топловаланата лента се движи од првата кон четвртата када. Употребената лужина истекува од првата када преку цевоводи до собирните резервоари. Со посебна технологија се отстрануваат кристалите од железниот сулфат или хлорид и се зголемува процентот на киселоста и таа повторно се враќа во технолошкиот процес. Излужениот материјал оди во кади со ладна и топла вода, каде што се врши испирање на лужината, а потоа тој се суши со топол воздух. Со челните ножици се врши одсечување на варот, со што се прекинува континуитетот на процесот, а на кружните ножеви се врши странично обрезување на бараната ширина. Вака подготвената лента се намаслува и ја штити од понатамошна корозија. Изложените котури со дигалка се пренесуваат на понатамошна преработка во еден од валачките станови.
Валањето е технолошки процес при кој металот пластично го менува својот облик, минувајќи меѓу два валци кои се движат. Отворот меѓу валците е помал од пресекот на лентата што се вала. Лентата меѓу валците е изложена на континуиран притисок и затегнување, со што го менува својот напречен пресек и се издолжува. Под ладна пластична деформација се подразбира преработка, односно валање на материјалите на собна температура. За разлика од топлото валање, каде што брамите и слабовите се загреваа, овде лентата не се загрева, туку се вала во ладна состојба. Топловаланата лента со дебелина од 2 до 5 мм се вала во ладновалан лим со дебелина од 0,4 до 2 мм. При тоа, тоталната редукција на лентата изнесува од 60 до 70% од почетната дебелина на лентата. Валањето на топловаланата лента се врши на реверзибилниот валачки стан или на тандем валачкиот стан. На реверзибилниот валачки стан котурот влегува во влезниот одмотувач, од каде почетокот на лентата се протнува меѓу работните валци и се прифаќа на излезниот трн. Валањето на лентата до бараната дебелина не се врши со едно поминување меѓу валците, туку таа поминува неколку пати, намалувајќи ја постепено својата дебелина. Бројот на провлеките зависи од пластичноста на металот, од почетната и од крајната завршна дебелина на лентата. Обично, валањето се врши во 3 или 5 провлеки. Промената на насоката на валањето се вика реверзирање. За разлика од реверзибилниот валачки стан, на тандем валачкиот стан се вградени еден до друг 5 поединечни валачки стана. Овде валањето не се одвива со реверзирање. Лентата минува низ сите 5 валачки стана и постепено се редуцира дебелината од стан до стан. За секој стан посебно се поднесуваат потребните параметри: процент на редукција, притисок, затегнување, брзина на валање и друго. Со триење на валците и лентата се создава температура. Ладењето е со емулзија од специјални масла и вода за валање. По валањето, емулзијата од лентата се отстранува со силен притисок на воздухот. Ладноваланиот лим се намотува на излезниот трн во котур. Со ладното валање на челичната лента и се нарушува правилниот распоред на атомите во кристалната решетка. Кристалните зрна добиваат издолжен облик во правец на деформирањето. Тие се раздробуваат и поместуваат од нивната првобитна положба. Деформацијата на кристалните зрна предизвикува зголемување на цврстината на челичната лента и станува многу крта и непогодна за понатамошна преработка и употреба. За да се направи ладноваланата челична лента подесна за понатамошна употреба, таа се подложува на термичка обработка, односно жарење. Со жарење, деформираните кристални зрна рекристализираат, со што се подобруваат механичките и технолошките особини на металот.
Жарењето се врши во жарните печки. Ладноваланите котори со дигалка се поставуваат на базата за жарење еден врз друг. 3 до 4 во зависност од ширината на лентата. Тие меѓу себе се одделуваат со конвекторски плочи. Вака шаржираните котори се затвораат со заштитно звоно. Во звоното се удувува заштитен газ кој ја штити челичната лента од корозија. Над заштитното звоно се поставува звонеста жарна печка. Како гориво се користи пропан, бутан или косовски газ. Температурата на печката достигнува до 860 степени Целзиусови. Рекристализираното жарење на челичната лента се врши на температура од 650 до 750 степени Целзиусови, во зависност од квалитетот на лимот. За успешно извршување на рекристализацијата, важно е и време траењето на жарењето. Тоа, за разни квалитети на ладновалан лим, варира од 7 до 14 часа. По жарењето, печката се вади, а на нејзино место се поставува форсирното звоно. Тоа има за цел со принудно ладење да го скрати време траењето потребно за оладување на жарениот материјал. Кога тој ќе достигне температура од околу 110 степени Целзиусови, се вади форсирното и заштитното звоно, а потоа се врши дешаржирање на котурите. Ладење на ладноваланиот лим до собна температура се врши по природен пат.
Им се испорачува во котур или во вид. Цинк. Лентата минува меѓу специјални валци со кои се нанесува потребен слој од цинк. Вака поцинкуваната лента се прска со специјални хемиски раствори со кои се зголемува отпорноста на корозијата. Поцинкуваната лента се испорачува во котури или во табли. Во најново време, површината на поцинкуваната лента се обложува со хемиски материи, кои уште повеќе ја зголемуваат заштитата на металот, а истовремено го подобруваат и естетскиот изглед. Тоа се постигнува со технолошкиот процес пластификација. Претходно, лентата се припрема во када со раствор од средства за чистење и вода за миење. Приготвената лента се суши, а потоа влегува во специјалната кула за нанесување на хемиската материја. Како хемиски материи за пластификација се употребуваат акрил, полиестер,
silikon polijester, PVC, alkidi i drugi. Lentата минува меѓу посебен систем од валци, кои на нејзината површина го нанесуваат првиот слој од соодветната хемиска материја. Премачканата лента влегува во така наречените горни печки, каде што се врши печење на хемиската материја. По завршениот циклус на печење, лентата повторно доаѓа во кулата и се нанесува завршната превлака од хемиската материја. Во долните печки се врши завршното печење на хемиската материја. Готовата пластифицирана лента се лади и се намотува во котур или се сече во табли.